Почитувани, добар ден, ги следите вестите на Канал 8. Со низа културни и верски манифестации во Виница се одбележува општинскиот празник Павловден. По тој повод на владиката Иларион му беше доделена плакета, пофалници и ваучери добија најдобрите ученици во генерацијата, а се одржаа и свечена седница на Советот и духовна литија. Општина Виница му додели плакета на митрополитот Брегалнички Иларион за неговата досегашна подршка во духовниот развој и ширењето на православната вера во овој регион. Признанието му беше врачено во рамки на свеченоста по повод празникот на градот Павловден. Бог ни даде заповед да имаме љубов помеѓу себе, бидејќи на светите апостоли кои што ги славиме денеска им рече: "Љубете се, сакајте се и потоа ќе ве познаат дека сте мои ученици." Имаме заповед од Бога, сите ние помеѓу себе да се љубиме, да се сакаме, и земјата која што ја газиме и кај што живееме Бог ја создаде на сите нас подеднакво, да ја користиме, да живееме во мир, во љубов и во радост. Ви посакувам на сите вас многу здравје, многу радост, долг живот исполнет со сите Божји добродетели. Посакувам помеѓу нашите луѓе да има сплотеност и единство. Пофалници и ваучери од по 3000 денари им беа врачени на 6 првенци на генерацијата од 4 основни и од средното училиште Ванчо Прке. Првиот матурант Дамјан Павлов доделените средства ги пренасочи во хумана мисија. Би сакал овие 3000 денари што ми ги дадовте да ги дадам во хуманитарни цели, бидејќи времењето од секогаш носеле добри и лоши моменти, ама еве сега, доколку имате информации и статус на кому се потребни, ги давам со сето срце и душа овие 3000 денари кои вие мене ми ги имате насочени. Свечената седница на Советот на општина Виница, како последна во вториот мандат на градоначалникот Емил Дончев, беше повод за негово обраќање кон досегашниот законодавен орган. Решив да оваа седница не зборуваме за ова што се случуваше изминатата година, меѓутоа сакам преку еден пример да дадеме една порака на сите оние кои ќе дојдат после нас на овие места кои што ќе раководат со општина Виница. И сакам да ви спомнам за еден проект кој е најмалку вредност од досегашните, значи чини многу малку пари, а за мене еден од најголемите остварени проекти. Се работи за бушотина за ископ на вода во едно мало, во село Грдени, Трајановци, кај што живеат 5-6 луѓе и кои со години наназад, значи нема достапна вода за пиење, она што е основна човекова потреба. Пред некој ден успеавме да точно да погодиме местото кај што има вода, значи сега веќе во нивните домови ќе има вода. Идејата е и пораката дека како и досега, како сите ние што се грижевме за нашите, за секој наш граѓанин, така и нашите што ќе дојдат после нас, што ќе водат општината, да се грижат за сите граѓани на општина Виница, бидејќи општина Виница е општина за сите жители. Чествувањето на Павловден во Виница се заокружи со литија и кршење на славскиот колач пред параклисот посветен на апостол Свети Павле. Празникот на Виница Павловден беше духовно збогатен со поставување камен темелник на крстилница во кругот на православниот храм Свети Лука. Според најавите се очекува осветувањето на црквата да биде на 9 септември. По завршувањето на фреско живописот во храмот Свети Лука во Виница, на празникот Павловден беа поставени темелите за изградба на крстилница со помошни простории. На свеченоста присуствуваа актуелниот и поранешниот градоначалник на Виница, Емил Дончев и Горан Ангелов, а повелбата ја потпиша владиката Иларион. Денес, 13.7.2017 лето Господово, собор на 12 апостоли Павловден, се изврши чин осветување и поставување камен темелник за изградба на помошни простории, крстилна, свештеничка канцеларија и трапезарија со кујна при храм на Свети апостол и евангелист Лука. Изградбата ќе биде финансирана од жителите на град Виница. Чинот на осветување на камен темелникот се изврши во време кога поглавар на Македонската православна црква Охридска архиепископија е неговото блаженство архиепископ Охридски македонски господин Стефан, надлежен архиереј на Брегалничката епархија
и неговото високо преосвещенство митрополитот Брегалнички господин Иларион, председател на Република Македонија е господин Ѓорги Иванов, премиер на Република Македонија е господин Зоран Заев, а градоначалник на општина Виница е господин Ено Дончев. Храмот Свети Лука, чија изградба започна 2011 година, ќе биде осветен на 9 септември, кога се одбележуваат 50 години од осамостојувањето и автокефалноста на Македонската православна Свети Климентова црква. Ке се поправаат оштетувањата на асфалтот од мостот на Оризарска река на влезот кај населбата Оризари. Исто така, од општина Кочани планираат да го санираат и коловозот на улицата 14-та бригада кај градскиот пазар. Огромните дупки и другите оштетувања на коловозот преку мостот на Оризарска река на излезот од Кочани во правец на Виница конечно ќе се поправаат. Асфалтот, што е поставен пред повеќе децении, одамна чекаше по сериозни градежни интервенции за реконструкција или целосно нов слој по должината на објектот. Оштетувањата се толку големи што сериозно е загрозена безбедноста, особено при обидите на возачите да ги избегнат дупките за да не ги оштетат возилата. Реакциите на сите учесници во сообраќајот беа оправдани со постојани барања да се поправи асфалтот. Сепак, од општинската администрација се оправдуваа дека со оглед што овој дел од сообраќајницата на излезот од Кочани се смета за дел од регионалниот патен правец, надлежноста ја имала државата, а не локалната самоуправа. Тоа беше потврдено и минатата година на една од седниците на Советот со образложение дека обврската за санација на дупките на мостот, па и на целиот влез од источната страна, ја имало јавното претпријатие Македонија пат. Оваа година преговараме со Македонија пат, бидејќи таа делница е нивна. Ние обеќа како прошла година што асфалтираше влезот од кај подлошки пат према Кочани, дека и оваа година ќе помогнат со асфалтирање на личниот влез во Кочани. Така да мислам дека со нивна помош ќе успееме да го асфалтираме и мостот и влезот од гранит па до градот. Освен поставувањето нов асфалт, на мостот нема јавно осветлување, па во вечерните часови тој представува црна точка. Исто така, на целата оваа делница недостасува и поголем дел од вертикалната и хоризонталната сообраќајна сигнализација, што дополнително ја влошува безбедноста во сообраќајот. И покрај минатогодишното образложение, општината започна активности за поправка на коловозот, за што е распишана и тендерска постапка со која се бара изведувач на градежните работи. Според техничката спецификација во огласот, се планира сегашниот асфалт од целиот мост комплетно да се отстрани со гребење и на негово место да се постави нов слој со дебелина од 5 см. Со истата тендерска постапка се планира и реконструкција, односно надградба на улицата 14-та бригада кај градскиот пазар. Станува збор за отстранување на поставените бехатон плочки и камени коцки на дел од коловозот, како и поставување нов асфалтен слој во должина од околу 360 метри. Исто така ќе се заменат дотраените и искршени рабници, а ќе се санираат и постојните оштетувања со поставување нов тампонски слој. Рокот за пријавување на заинтересираните фирми на тендерската постапка трае до 18 јули, а за двете градежни активности општина Кочани планира да потроши над 2.200.000 денари. Доколку постапката помине без проблеми, изведувачот со кого ќе се потпише договорот има обврска градежните работи да ги заврши најдоцна до 15 септември годинава. Продолжуваат активностите од програмата за зачувување на природата во Македонија, во која е вклучена и општина Чешиново-Облешево, во соработка со германската фондација Евронатура. На две локации во населените места ќе се изградат наблюдувачници за птици, за што е завршена и тендерската постапка. Локалната самоуправа на Чешиново-Облешево останува посветена на заштитата и грижата за белиот штрк, кој е заштитен знак на општината. Како дел од мрежата на европски села на штркови, пролетта беше подпишан договор со германската фондација Евронатура за финансирање на проектот Зелени пасишта и ливади. Со овој проект е предвидено да се изградат две наменски наблюдувачници од кои ќе може полесно да се следи состојбата со птиците. Се работи за објекти од дрвена конструкција што ќе бидат лоцирани во близина на магистралниот пат А3 кај селото Уларци, како и во паркот во Чешиново. Според подпишаниот договор, финансиските средства во висина од над 130.000 денари се обезбедени преку проектот, а обврска на општина Чешиново-Облешево
е да спроведе тендерска постапка за избор на најповолен изведувач на градежните работи. Првиот повик за постапката, што беше објавен во средината на минатиот месец, заврши без успех, односно не се пријави ниту една заинтересирана фирма. Поради тоа, општината го повтори огласот и рокот за пријавување беше до средата. Се очекува на повторениот повик да се избере изведувач и конечно планираните објекти да се изградат. Реализацијата на овој проект не е прв во напорите за заштита на белиот штрк, како една од помасовните еколошки активности што се реализира во повеќе европски земји од Медитеранот. Пред 3 години општина Чешиново Облешево со поддршка од германската фондација Еуронатура и од Македонското еколошко друштво доби проект за заштита на шумите и пасиштата. Проектот се реализираше во соработка со основните училишта, а целта беше да се подигне јавната свест кај немладите за заштита и поголема грижа кон птиците. Инаку општина Чешиново Облешево пред 5 години стана дел од европската мрежа на село на штркот и според официјалните податоци на Македонското еколошко друштво, кое работеше на посебно истражување, во општината има околу 80 штркови гнезда, при што е забележана тенденција на нивен пораст. Високите дневни температури се потенцијална опасност за пожари на отворен простор и во шума. Поради тоа, Министерството за земјоделство воведе делумна забрана за движење на граѓаните во шумските појаси. Поради високите температури и опасностите од појава на шумски пожари, Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство во координација со јавното претпријатие Македонски шуми соопшти дека воведува делумна забрана за движење во шумите со стопанска намена. Забраната ќе важи за периодот од 15 јули до 15 август годинава, а во зависност од временската состојба, дополнително ќе се разгледува дали таа ќе биде продолжена или ќе се укине. Донесената одлука не важи за вработените во јавното претпријатие Македонски шуми, како и за субјектите кои управуваат со заштитените подрачја, како што се националните паркови, парк шумите, шумите со специјална намена и спомениците на природа. Одлуката не важи и за организирани групи туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена, како и на националните паркови и парк шумите. Освен тоа, во случаи кога ќе има туристичка тура што претходно е најавена и организирана, таа ќе биде во придружба на представник од јавното претпријатие Македонски шуми. Волонтерите од Општинскиот Црвен крст од Кочани присуствуваа на 4-дневен камп кај Куманово. При тоа за нив и нивните колеги од другите општински организации се спроведе теоретска и практична обука за спасување. Изминатата недела во селото Кокино, Кумановско, се одржа младински летен едукативен камп на кој присуствуваа 40 волонтери од општинските организации на Црвен крст од Куманово, Велест, Кочани, Крива Паланка и Карпош. Кампот имаше за цел надградба на волонтерските капацитети преку едукативни работилници за ХИВ-СИДА, комуникацијски вештини, тим и тимска работа, мотивација и говорништво. Воедно волонтерите преку евалуација на претходната сезона 2016-2017 ги споделија искуствата од спроведените акции и преку научените лекции во иднина ќе знаат правовремено и поефикасно да действуваат во исти или слични ситуации. Предавањата ги држеа претходно обучени волонтери од клубот на млади при Црвен крст. При тоа се реализираше теоретски и практичен дел со вежба. Присуството на кампот представува еден вид награда за волонтерите за нивната досегашна активност и мотивација така да продолжат и во иднина. Кампот е традиционален и секоја година е со различна тема, а годинава беше поддржан и од неколку кумановски општествено одговорни претпријатија и граѓани. Викендов на највисокиот врв на Зоговските планини Руен ќе се одржи традиционалната меѓународна планинарска средба. Организаторите упатија повик до сите заинтересирани рекреативци да учествуваат на дружењето за кој е обезбеден и ручек. Планинарските друштва од Македонија и од соседна Бугарија и годинава ќе се дружат на врвот Руен на Осоговските планини во рамки на меѓународната планинарска средба. Дружењето е закажано за предстојниот викенд, а организаторите упатија повик до сите рекреативци да им се придружат.
Ги покануваме сите љубители на природа на 16 јули 2017 година да дојдат на врвот Руен на Осоговските планини, каде ќе биде организирано традиционалната меѓугранична средба помеѓу Република Македонија и Република Бугарија, каде организатори се од Република Македонија, Еколошкото друштво Здравец 2002 од Македонска Каменица и Планинарското друштво Руен од Крива Паланка, а додека од Република Бугарија е Туристичкото друштво Осогово. На средбата горе е обезбедено безалкохолен пијалок вода за освежување од двете страни, како од Република Македонија и од Република Бугарија, така и храна бесплатно за сите присутни. Меѓународната средба на надморска височина од 2252 метри, колку што е висок врвот Руен, во изминатите години ги собираше влюбениците во планинските височини од Македонија, Бугарија, Србија и Хрватска, па така се очекува да биде и овој пат. Должината на патеката што ќе ја поминат учесниците на маршот од македонска страна изнесува околу 14 километри во двете насоки. Следува информацијата од спортот. Екипата на Драчевик е победник на Петровденскиот турнир што го организираше општинската организација на СДСМ од Кочани. На надпреварот учествуваа 8 екипи, а се планира во иднина тој да стане традиционален. Со одигрувањето на финалниот надпревар меѓу екипите на Драчевик и Наполитанци заврши овогодишниот прв Петровденски турнир во мал фудбал, чиј организатор беше Комисијата за спорт при општинската организација на СДСМ од Кочани. Подобар беше тимот на Драчевик, кој го совлада својот противник со резултат 3:1, откако во првото полувреме поведе со 1:0. Во полуфиналната средба пак, наполитанци беа поубедливи против екипата на фудбал Старс, при што ја победија со 4:1, а Драчевик обезбеди чиста победа од 5:0 против тимот на Белско Мало. На победничката екипа и припадна пехарот, што и го врачи председателот на кочанските социјалдемократи Сашко Костов. Инаку на турнирот учествуваа вкупно 8 екипи, а се играше на спортскиот терен во населбата Сиви дом. Општинската организација на СДСМ се одлучи да го организира турнирот во чест на празникот на градот Петровден, откако локалната самоуправа го откажа традиционалниот Петровденски турнир што го организираше таа, со образложение дека не се пријавила ниту една екипа. Турнирот предизвика внимание кај љубителите на фудбалот, зашто потврда е посетеноста на сите средби, како и интересот на други екипи да учествуваат во надпреварите. Сепак, поради краткиот рок за организирање и одржување, се одиграа само четвртфиналните, полуфиналните и финалниот надпревар. Организаторите најавуваат дека во план е Петровденскиот турнир да стане традиционален. Вестите на Канал 8 завршија. Ви благодариме што бевте со нас. Довидување.